Почитувани, вчера граѓаните покажаа на чија страна се. Вчера граѓаните покажаа дека се со ВМРО-ДПМН. Граѓаните покажаа дека се за обнова на Македонија. Уште само 12 дена од заминувањето на Зоран Заев од премиерската позиција. И уште само 3,5 месеци од победата на ВМРО-ДПМН и почетокот на обновата. Времето на политикантите помина. Секој што се огрешил пред законот и пред народот ќе одговара. Во народот владеа апатија и разочараност од се до сега што се случуваше. Оваа генерација во ВМРО-ДПМН е поинаква од сите политичари во Македонија до сега. Нема ветување на невозможни работи, но се што ќе се вети, ќе се исполни. ВМРО-ДПМН ветува дека ќе инвестира 11 милиарди евра за 4 години во инвестициите, во проектите, во образованието, во здравството и животната средина. Ќе спроведеме целосна обнова. Во домот на инфраструктурата ќе реализираме инфраструктурен бум со цел побрз развој на државата. Во делот на образованието се обврзуваме барем еден универзитет да се најде на Шангајската листа. Ќе го намалиме загадувањето за 50%. Ќе инвестираме во болници, клинички центри и опрема според потребите на граѓаните. Во земјоделието исто така имаме специјален пакет на мерки со редовна исплата на субвенции и за гарантиран откуп на земјоделските производи. За пензионерите ќе го вратиме стариот модел на пресметка за раст на пензиите 2 пати годишно. Тоа што им го укина Зоран Заев и Мила Царовска, ние ќе го вратиме. Спортот и културата ќе бидат на ниво на државни проекти. Никој нема да смее да ги рекетира бизнисмените. Секој бизнисмен нека се чувствува слободен да инвестира и да креира нови работни места. А доколку некој се обиде да го рекетира тој бизнисмен, без разлика колку и да е близок на партијата, ќе одговара согласно закон. Ќе спроведеме политика на принципи. Најважно за ВМРО-ДПМН се принципите кои мора да постојат во политиката и во општеството. Македонија ќе има влада и премиер кој ќе биде лојален. Следува обновата на Македонија. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Дали последниве месеци имате некакви неформални разговори со ДУИ, бидејќи и вчера партискиот лидер Али Ахмети од нивниот конгрес рече дека нема да коалицираат со политички партии кои што не ги прифаќаат Преспанскиот, Охридскиот и договорот за добрососедство. Под Охридскиот мисли за законот за јазиците. Видите, да, благодарам. Го разбрав прашањето. Ние имаме постојано средби со сите политички партии. Ние немаме конкретни средби за било какво коалицирање, први нека се завршат изборите, да ги видиме резултатите, да ги видиме кој ќе победи од албанскиот блок, ние секако ќе победиме во македонскиот блок и потоа ќе видиме врз основа на принципи, врз основа на работа, врз основа на програма со кога ќе коалицираме. Тоа е одговорот, а секако се гледаме со сите политички партии. Ама нема албанска политичка партија која што би прифатила македонска политичка партија која што би го ризикувала договорот од Преспа и договорот со Бугарија, исто така и законот за албански јазик. Може би прифатиле да се надогради, но не да се поништи целосно. А вашиот подпредседател, па веќе почна и председател да бара двотретинско мнозинство, дали тоа значи дека постои опција вие да формирате влада без коалиција, без албанска партија? Видете, благодарам на прашањето. Се разбира, ние очекуваме дека на овие избори ќе имаме можности сами да формираме таа влада, но за тоа ни треба потреба и доверба од граѓаните, но се разбира, ние сакаме да имаме коалиција со албански партии и други партии во нашата коалиција. Затоа да почекаме да видиме што ќе се случи набрзо на 12 април, да видиме што ќе се случува и во албанскиот блок и да видиме кои колку пратеници ќе освои. Ние сме убедени во нашата победа и знаеме дека ќе освоиме многу пратеници повеќе од сите останати партии, но мислам дека следува една интересна битка и во албанскиот блок, па да видиме што ќе се случува, па потоа ќе седнеме со сите тие политички партии да видиме дали ќе најдеме начини дали можеме да коалицираме. Во вашето обраќање дека ова е различна генерација на политичари. Видов се навлезосте ги трнале сите слики навлезото горе во прес центарот во кои слики доминираше почесниот председател Груевски. Дали тоа значи дека влегувате во фаза во која што ќе ги елиминирате поискусните членови? Дали оваа слика ќе ја гледаме и во листите за пратеници? Наистина не би знам што да ви одговорам за сликите, не сум погледнал, но како и да е, на Македонија ни требаат свежи кадри. На Македонија ни требаат нови луѓе што навистина имаат амбиција да покажат една подобра Македонија.
сите оние кадри што ги има ВМРО-ДПМН и што сакаат да покажат напредок се добре дојдени, навистина ќе им дадеме шанса сите да учествуваат во владата. Но мора да имаме честни политичари и честна политика, бидејќи има голема апатија и разочарување кај граѓаните. И тоа сме сите свесни го гледаме. Затоа ајде со свежи луѓе да направиме стварно обнова за Македонија. Ајде повели. Рековте дека доколку ги добиете изборите, никој нема да смее да рекетира бизнисмени. Дали го памтите случајот TNT и дали некогаш го осудивте Јана Киевски и Груевски јавно за тоа што го направи? Видете, јас во принцип секогаш кога сум имал шанса вака да одговорам, секогаш пробувам да не навлегувам во судски процеси и навистина да завршат онака како што треба. Има презумпција на невиност, но за жал во Македонија последниве 3 години секој од ВМРО-ДПМН веднаш е обвинет. Да видиме што ќе се случува со овој случај, но не е само овој случај. Стотици случаи се против ВМРО-ДПМН последниве 3 години отворени и навистина оваа хајка мора да престане, овој прогон мора да престане и кога ќе имаме стварно независно судство, тогаш навистина може да цениме и кога ќе завршат сите овие предмети да видиме вистината во очи, да видиме дали некој бил виновен или не. Оној што грешил треба да одговара, но секако и оние што не огрешиле треба да им се извини. Та закажано седница на извршен централен комитет за новите технички министри, заменици? Немаме се уште закажано, но наредната недела секако ќе се случат тие состаноци, бидејќи веќе и рокот одминува, така што верувам до крајот на неделата ќе имаме сигурно извршени централен комитет. Јас вчера на еден лик истото го кажав, но овие денови следат и консултации тука во раководството за кои ќе бидат новите технички министри, а се разбира тоа ќе се случи на 3 јануари.